Поскапо парно, струја, храна, горива, дрва, пелети. Граѓаните едва и можат да ги следат зголемувањата на цените кои растат се повеќе од ден на ден. Со повисоките сметки за комунали и се поскапата храна, следните месеци ќе бидат и тоа како предизвикувачки за џебот на граѓаните. Парите ја губат својата вредност, па со една плата можат да се купат помалку продукти. Граѓаните револтирани. Никако да им излезат точни пресметките како да најдат пари за се, а да не заглават во дебел минус. Посебно сирењето 300 беше, сега 480, тоа се ненормални цени. Па речи се све, значи за кому е добро сега? За оние бужини горе што работат и што седат взимаат клатат врати, а взимаат плати. А просечниот граѓанин? Просечниот граѓанин нека умира. Не ми стигаат парите и затоа пазам колку ќе трошам. А и тешко стизање пари, пензијата е 11.000 ми е. Убедливо најмногу поскапеа храната и горивата. И додека нафтените деривати колку толку поевтинија, цените на основните прехранбени продукти одат само нагоре. Експертите излегоа со низа препораки за заштита од ценовните шокови. Порачуваат мерките да продолжат и да се замрзнат цените по примерот на Србија. Велат ако владата итно не преземе реални мерки, сиромаштијата во државата ќе биде уште поголема. Ние имаме 22%, имаме зголемување на сиромаштијата, значи скоро 440.000 жители во државата живеат во сиромаштија. Мерките не само што треба да се имплементираат и понатаму, туку треба да се изнаоѓаат и нови мерки. Граѓаните најмногу ги изреволтира поскапувањето на струјата во просек за 7,4%. Оние кои најмногу трошат за дел од струјата ќе треба да платат и до 100% повеќе. Новите пресметки покажуваат дека оние кои просечно трошат струја ќе треба да платат за околу 400 денари повеќе месечно. Аналитичарите не веруваат ниту дека државните електрани имаат капацитет да произведат доволно струја за сите без да увезуваат електрична енергија. Зашто не купија кога ефтина енергија и да направат договор на година дена? Па што не го договорија пред 2 месеца, бидејќи Македонија е увозно зависна електрична енергија? Зашто не го направија? Кога ќе правиме договор у ноември, кога Маѓарска забрани извоз на енергија? Мислам и Румунија. Од кај ќе купиме? Бугарија ќе забрани. Ништо не е направено, ништо не се превзема, ама будно се следи. Најнов удар за скопјани дефинитивно е поскапувањето на парното од денеска. Сметките за август кои ќе им стигнат за наплата во септември ќе бидат повисоки за 14%. Тоа се дополнителни 250 денари кои секој месец треба да се одвојуваат од семејниот буџет. За да немало 100% поскапување на парното, од регулаторната комисија се крстат во комбинираната електрана Тето, која треба да произведе 70% од потребите. Единствениот спас, единствената опција која што нуди да ја истераме оваа грејна сезона на најдобар начин е Тето да работи. Загревањето на домовите оваа зима ќе биде вистински предизвик. Повеќе нема ефтини алтернативи. Посовесните домаќинства кои секоја година купуваат дрва во текот на летото, годинава не може да го сторат тоа. Дрвата се прескапи, а цените на пелетите се неколкукратно кренати. Ако лани вреќе од 15 кг чинеше 196 денари, сега за истата ќе треба да платат од 350 до 370 денари. 4, на мене така ми така само, 4. А минатата година по колку ги зедовте? По 3200. Не можеме ние без дрва. Мора некако да се грееме, нели? Ако земеме во обзир, па да трошиме струја, да се грееме на струја, ќе биде не 4000, ќе испадне 100-150 евра, еден кубик дрва ќе платиш. Немаше избор. Колку е, толку е. Ќе скратеш на едно, ќе даеш таму, толку е. Пензијата колку што е, со неја ќе се крепеш. А ако си топлил 5 сата, сега ќе топлиш 2 сата, ќе се облечеш малку повеќе и готово. Инфлацијата достигна 14,5% и се очекува и натаму да расте. Просечната плата од 31.500 денари сега вреди 4.500 денари помалку, односно исто како во џеб да имате 26.900 денари. Финансискиот удар е уште поголем за оние со најниски примања. 18.000 денари на оние што добиваат минималец вредат 2.600 денари помалку, односно е исто како да заработуваат само 15.400 денари.